На почетокот на овој дневник за случајот во Кочани со изживувањето врз животните. Граѓаните и Издруженијата за заштита на животните бараат да се формира специјална полиција за заштита на животните. Велат дека само на овој начин ќе се заштитат животните од монструозни изживувања. Монструозните дејанија врз животните кои ги прави кочанчанецот Николчо се повеќе го наметнуваат прашањето за формирање на полиција за заштита на животните. Граѓани невладени издруженија веќе неколку месеци наназад со помош на социјалните мрежи собираат потписи за формирање на ваква единица, чија мисија би било обезбедување и осигурување на здравствени услови, безбедност и благосостојба на луѓето и животните во нашата заедница. Сега регуларната полиција ја врши предистражната постапка, но проблемот е во тоа што властите доволно сериозно не ги сваќаат ваквите пријави. Полицијата не е доволно обучена за да ги констатира сите действија што значат мачење и малтретирање на животни. И во многу случаи дури не се нафаќаат да излезат на лице место, да направат увид, да констатираат фактичка состојба. Кога се случи труење на животни, они вика па добро улично куќе. Нема никакво значење дали е улично или е домашно животно. Самиот чин на фрлање на отров на улица представува кривично дело предизвикување општа опасност. Формирањето на ваква полиција би можело да биде многу едноставна постапка. Доволно е само предлог од пратеник и да се покрене промена на законот, но и да се воведе ваква служба, појаснува Миленкова во телефонскиот разговор. Тоа може да биде и во рамките на постојното Министерство за внатрешни работи, да се формира само посебна служба која што би била едуцирана да ги препознае овие действија на мачење на животни и да знае како соодветно да реагира. Само тоа е потребно. Потребно е тие луѓе кои што ќе работат во таа служба да имаат соодветна едукација и да може многу полесно да ги констатираат фактичките состојби и да ги подведат под одредени кривични дела. Согласно кривичниот законник, доколку се утврди дека 36-годишниот Николчо ги злоставувал животните, му се заканува казна затворно само од 6 месеци. Во изминатата година бевме сведоци на неколку монструозни дејанија врз животни. Таков беше и случајот со волкот во штипското село Таринци, а се почесто на онлайн огласите за продажба се продаваат волци, орли, па и диви свињи. Продолжуваме со Аграр. Сите земјоделци произведуваат компир, но како Малешевскиот нема никаде. И годинава се откупува по ниска цена и токму затоа Малешевци бараат да се промени начинот на субвенционирање со цел да добијат подобра откупна цена и пласман на највкусниот компир. Производителите на познатиот беровски компир годинава имаат просечни приноси, а во одредени села приносите се намалени за 50%. Откупната цена и оваа година е од 8 до 10 денари. Малешевци велат дека и покрај ниската цена, од која очекуваат минимална заработка, сепак на почетокот на откупот нема кој да им го откупи произведеното. И јас имам посадено едно 5-6 декари, но оваа година приносот беше сосема мал и иако е мал, откуп пак нема. Производителите на компир во Малешевскиот регион велат дека мора да се промени начинот на субвенционирање за да имаат повисока цена. Субвенционирањето е на колкова површина е посаден, а не колку килограми, односно тони се произведени. Државата треба да воведе друг начин на субвенционирање. Не да биде субвенционирање по засеяна површина, односно засадена површина, туку да биде субвенционирање по килограм произведена роба, а не како до сега. Затоа што многу од луѓето ќе посадат, например, 20 декари компир, за 10 декари имаат услови да го сработат како што треба, другото е само заради субвенциите. Производителите велат дека се на почетокот на откупот на компир во Малешевскиот регион, но цената не им ветува добар откуп. Во овој регион вообичаено се садат околу 1000 хектари. И оваа година на 12 хектари ќе се посеа фион во Штипско. Слабите приноси и проблемот со пласман ги натера земјоделците да се откажат од оваа култура.
На нивите во Штипско ќе се посее колку и лани на само 12 хектари. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип информираат дека досега 15 земјоделци го пријавиле производството. Причината за се помалиот интерес за сеидба на оваа култура, која некогаш во Штипско и Карбинско ја имало на површина и над 200 хектари, се ниските откупни цени, сметаат земјоделци во селото Селце. Не плаќат, да плаќат, ќе се е народо. Тука бива Афион. Сусам бива, станото, се бива тука. Сунклучет, се бива, само цена нема и затоа народо не се е. Има ли некој тука во селото што има посејано? Има еден сеја оваа година. Афион. 5-6 декара сеја. И сега по која цена? Колку? По 20 денари? Не знам цената, да кажам. Скоро се купува и чушки и се сега. Сега чушки па ичи не купуват. Чушките ичи не одат. Оти така? Шо знам? И ќе нема веќе Афион? Па, ќе нема нормално. Лани афионовите чушки се откупуваа по 24 денари од килограм, од 60 до најмногу 100 денари достигна цената за килограм семе. Афионот е една од старите земјоделски култури, но се помалку се сее. Доколку производителите се стимулираат со дополнителни субвенции, како кај тутунот, производството може да се зголеми, сметаат познавачите. До пред 30 на години афионот се одгледувал на повеќе од 30.000 хектари. Во 2013 година производството се намалило на само 103 хектари. Стоп за сите видови насилство во Република Македонија е проектната активност на коалицијата Сите за правично судење. Токму на оваа тема денес во Штип се одржа работилница. Граѓанската коалиција Сите за правично судење веќе година и половина работи на теми поврзани со насилството. На денешната работилница во Штип темата е доста од жртвите на насилство, а се работеше на превенцијата и на советите како да се дојде до намалување на насилството во Република Македонија. Ја одржуваме петата работилница во рамките на проектот Доста е од жртви на насилство, превенција, пристап и правна заштита. Овој проект опфаќа, како што наведов, превенирање на насилство, значи тематски го обработуваме насилството и сите негови форми. Значи превенција на насилството, пристап и заштита. Тоа опфаќа значи пристап до правда на жртвите на насилство кои ќе се обратат до нашата организација која што воедно и пружа бесплатна правна помош на овие жртви. Меѓутоа и до жртвите кои ќе се обратат до сите наши членки на коалицијата. Координаторката на проектната активност потенцираше дека кај нас сите форми на насилство се присутни, но се зголемува семејното насилство и мобингот. Анализите покажуваат дека во Македонија за жал опфатени се сите форми на насилство, значи од структурално насилство, од државни органи, од физичко насилство, од психичко насилство, семејно насилство, исто така застапено во голем процент кај нас, меѓутоа и мобингот како битна форма на насилство. Жртвите кај нас е предвидено да добиваат правна заштита, со тоа што секоја жртва која што е потенцијална жртва на било какво насилство, има начин да се обрати до коалицијата Сите за правично судење, која што преку својата правна служба, односно адвокат, ја пружа претходната правна помош, меѓутоа доколку има и потреба во судовите во Република Македонија, понатаму да се процесираат предметите и да бидат тие жртви видни заштитени пред надлежните органи во државата. Оваа проектна активност на коалицијата Сите за правично судење ќе трае до крајот на годината, а финансиите се обезбедени преку фондовите на Европската Унија. Партнер во коалицијата е Издруженијето за правата на ромите во Штип. Кога се соработува, резултатите не изостануваат на речиси сите полиња. Штипската клиничка болница и државната болница од Благоевград во иднина ќе соработуваат. Веќе одобрени проект во висина од 60.000 евра, пари кои ќе бидат наменети за медицинска опрема за овие две болници. Штипската клиничка болница професионално ќе се збратими со болницата од Благоевград. Веќе одобрени проект во рамките на ИПАРД програмата. Двете болници ќе добијат донација во вредност од 60.000 евра. И станува збор за некаде за проектот околу 60.000 евра, кој што ќе има секако поделено меѓу двете болници, ќе има бенефити нашата болница во смисол набавка од нивна страна на опрема медицинска за потребите на Штипската болница до таа вредност.
Покри набавка на опрема се планира и размена на лекари, но и студенти од факултетот за медицински науки при Штипскиот универзитет. Првите контакти се веќе остварени. Представници од Лекарската комора на Бугарија веќе биле во посета на Штипската болница. Задоволни се од квалитетот, знаењето, но и од професионалноста на нашите лекари, потенцира Стојановски. Првично разговаравме насока на диагностички гранки, најверојатно интернистички, заради тоа што малку е покомплицирано што се однесува до дозволите за оператива. Диагностичките гранки повеќе, значи може да стане збор за консултативно. Размена, значи, на персонал, едукација таму, едукација тука и секако оно што веќе Министерството подлого време го работи, тоа е проектот на телемедицина, односно, значи, преку камера, оживо консултации меѓу колегите директно за случаеви. Со изградбата на новата болница и низиното ставање во функција, значително ќе се подобри квалитетот на услуги за пациентите од источниот дел на државата. Истекува рокот за доставување на листите на кандидатите за пратеници на коалициите и на политичките партии. Утре ќе се знае со кои партиски адути ќе се бараат гласови од избирачите. Инако вечерва на полноќ завршува и увидот во избирачкиот список. Политичките партии ги скроија листите за кандидати за пратеници, но некои ќе го чекаат последниот рок за да ги објават. Партијата што е на власт, ВМРО ДПМН по Централниот комитет, вечерва ќе ги објави листите за кандидати за пратеници, на кои ќе се види дали на овие предвремени парламентарни избори ќе настапи со старите или на нив ќе има и нови имиња, со кои ќе го бара гласот од народот. Известно е дека носител во третата изборна единица ќе биде Илија Димовски. Најголемата опозицијска партија СДСМ пред 5 дена ги објави листите за третата изборна единица. Носител нова единица Љупчо Николовски. Нова листа има и двајца штипјани и кандидати за пратеници од Малешевскиот, Пијаничкиот и од Кочанско-Виничкиот регион. Досега листите ги објави издружената опозиција, Коалиција за промени и правда, потоа ДУИ, ДПА и Либерална партија. Коалицијата на Бошковски, Георгиевски и на Ангелов објави дека носител во оваа изборна единица ќе биде токму Стојанче Ангелов од Достоинство. Од Државната изборна комисија информираат дека утре ќе информираат јавноста колку листи и од кои коалиции и политички партии се поднесени. Во рок од 48 часа ќе треба да ги разгледат за да утврдат дали има одредени недостатоци. До вчера 16.720 македонски државјани кои живеат во странство се пријавиле да гласаат во македонските амбасади, од кои 14.156 се прифатени. Што порачуваат пожарникарите за превенција од пожари? Од џаците да се исчистат пред да биде доцна, а да се внимава и на греалките пред излегување од домот или од работните простории. Во зима најчесто пожарите во урбаните средини се резултат на невниманието на човекот како фактор. Грената сезона започна, со тоа се зголеми и ризикот од пожари кои го носат ненавреме исчистените оџаци. Дополнителна опасност во домовите на граѓаните представуваат и оставените греалки. Од тука надлежните со апел. Со започнување на грејната сезона, еден апел до граѓаните на општина Штип, оџаците значи да се ги исчистат и при употреба на електрични грејни тела, значи да ја проверат инсталацијата, да не дојде до поголеми опожарувања. Лани штипските пожарникари интервенирале на 182 пожари на урбано подрачје. Ке се почека извештајот за оваа година, но според нивна проценка интервенциите во градот се зголемиле. Лани дури 60 интервенции биле евидентирани како пожари со материјална штета. Зголемен е бројот на пожари во Карбинската општина. Лани имало 40, досега таму пожари се гаселе 60 пати. За пожарите пред се на отворен простор, но и оние во почетна фаза во урбаните подрачја, единицата ќе биде поефикасна, сега откако како донација доби и теренско возило. На градскиот пазар во Штип и овој петок богата понуда, задоволни и продавачите и купувачите. Сончевиот есенски ден, добре дојден и за пазарджиите и за граѓаните. Избор на градскиот пазар за секого по нешто, цени пристапни. Ако викаме дека денот се познава по утрото, денот е прекрасен, а заедно со денот и пазарот.
пазарот е богат со се, имаш убав избор, цените се складни, не се многу високи, не се мали, меѓутоа се имаш убав избор, се може да се купи. Ние ќе купиме патлиџани, лут пипер тражам нема моментално. Другата работа има земано, зелки земаме веќе порано ставиме, праз земаме, тие по-тешки работи, сега од ситнеш нешто ќе купиме и така. Пипер, патлиџани, праз ќе купувам, кумпири, тоа сам. Цените се добри. Во овој период актуелна е продажбата на празот и зелката. Граѓаните купуваа, подготвувајќи се за зима. Празот има денеска земат по 2-3 топа, кој 2, кој 3, кој колку му треба. 117 денари е топчето, зелката 10 денари. Сега его на зелката да кажеме и се движи од 13 до 15 денари спрема зелката. Добра е потрошувачката, празот е 150 до 180. Морков 30, краставичка 35. Овошето и зрнестите производи и денес се продаваше по непроменети цени. Крушата 60, јаболката 25, бананата 50, мандарината 50 со портокало, лимоно 60, сувозрнестото, значи граво е 100, оризо е 60, кикиритката 150, либлибија 200. На Штипскиот пазар разновидна здрава храна. Кинеската салата ти е 40 денари од парче, целеро зависи од големината, од 20 до 60 од парче. Блитвата 20 денари, макдоносот 15 денари, броколата 100 денари кило. Пашкинато околу 130 кило, зависи од големината. Дюмберто е 200 денари, моркова 40, свекло до 30, трупката или радоквата по нашето речено е 40 кило. Дајконо зависи од големината, од 50 до 20. И борнијата ти е 50 денари кило. Продаваме пиперки за ајвар, компири, тиквички. Цените 30 денари, тиквичките 50 на парче. Пиперките се 30 денари. Раздвижено на градскиот пазар во Штип беше во текот на целиот ден. И на крајот следи спорт. Одбојкарските екипи во женска и машка конкуренција ќе ги одиграат надпреварите од второто коло на супер одбојкарските лиги на Македонија. Женската екипа на УГД Студент ќе биде домакин во Штип, а машката екипа на УГД Студент ќе гостува во Жеровјане. По успешниот настап во првото коло, кога одбојкарките на УГД Студент славеа во Струмица против екипата на Наковски волеј, во второто коло тие ќе бидат домакинки на екипата на Бами Коро Тетово. Ова ќе биде интересен и возбудлив надпревар во кој штипските студентки без респект кон противничките ќе атакуваат на победа. Надпреварот УГД Студент Бами Кор ќе се одигра во сабота во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 17 часот. Машката екипа пак на УГД Студент во првото коло загуби во Скопје од Вардар, а и во второто коло ќе гостува. Овој пат тие ќе играат во Жеровјане против екипата на Лирија. Еве ги комплетните двојки за ова второ коло. Жени: Македонија Макс Јанта волеј, УГД Студент Бами Кор, Пелистер волеј, Наковски волеј и СВСК Куманово Универзитет Тетово. Во машка конкуренција ќе играат Лирија УГД Студент, Пробиштип Вардар, Шутова Лешок и Струмица Борец. Им посакуваме успех на нашите одбојкари и одбојкарке. Благодарност за вниманието, почитувани гледачи. Се гледаме и утре во информативните емисии на Ирис телевизија. Имајте убав викенд.